Секој пациент при посета на матичен лекар ќе треба да се изјасни дали по клиничка смрт сака да биде дарител на органи или не. Тоа го предвидуваат измените на Законот за дарување органи, кој според министерот за здравство Азир Алиу денеска се на дневен ред во собранието. Наместо одлуката да ја носат семејствата во најтешките моменти, секој ќе има можност однапред сам да си ја изрази својата волја. Со тоа ќе се овозможи појасна евиденција за потенцијалните донори во државата. Тука правиме крупна промена, значи веќе нудиме можност, ќе се отвори поп-ап на мој термин, кој што секој граѓанин, после законот, а законот денеска ќе биде, значи после пресконференцијата одам на седница на собрание, ќе може секој наш граѓанин, кога ќе оди на матичен доктор, ако оди после законот, например, од кога законот ќе стапи во сила, предпоставуваме за една недела, пациентот кога ќе оди кај матичен лекар, ќе се отвори прашалник, значи нема да може да влезе докторот, матичниот доктор во базата на пациентот без да одговори пациентот дали се согласува или не за да биде дарител на органи по клиничка смрт и одговорот е да или не, секој од нас ќе има право да одговори на да или не. Автоматски се креира база на податоци со сите одговори и автоматски ние во реално време, во секој ден ќе знаеме колку потенцијални дарители на органи имаме во државата, а тоа ќе овозможи стручните лица и клиниките кои што директно се бават со ова да ги знаат потенцијалните донори во државата. Како што потенцираше министерот Алиу, процесот на донорство е многу комплициран и затоа се потребни анализи ред други процедури. Процесот на донорство е многу комплициран, ќе треба да се направат неколку анализи кои што доаѓаме до органот дали ќе биде прифатен во друго тело или не. Од другиот момент, административно исто така оптимизираме, намалуваме. Во моментот треба министерот да потпише, националниот координатор, експертската група или докторите. Исто така тука оптимизираме, за да може да не трошиме време административно. Туку целта е што побрзо органот да биде веќе пренесен во друг пациент. И мислам дека ова е крупен чекор, ова е светски. Има неколку држави во светот кои што имаат сличен пристап, например во Америка, во неколку. Подвлекувајќи дека докторот без да троши време со еден клик ќе може да даде информација за пациентот, дали е потенцијален донор или не, министерот Алиу дециден ќе се знае вкупниот број на донори во државата.